дојдовте во Е-училница. Јас сум Љупка Ивановска-Талевска, доаѓам од основното училиште Коле Канински Битола, предавам по предметот математика. Денес ќе зборуваме за цилиндер, односно за пресметување плоштина и волумен кај цилиндер. Што е тоа што треба да го научиме? Кои се целите на оваа лекција, односно што треба да знаеме? Треба да ја користиме мрежата на 3D формите за да откриеме нивната плоштина, да ги изведиме формулите за плоштина и волумен на цилиндер и да ги користиме формулите за плоштина и волумен на цилиндер во решавање различни задачи. Најпрво, што е тоа цилиндер? Цилиндер е геометриско тело кое е ограничено со два складни кругови кои се викаат основи на цилиндерот и една заоблена површина помеѓу нив која се вика бочна површина на цилиндерот. Значи, цилиндерот е составен од две основи и една бочна површина помеѓу нив. Основите имаат форма на круг и бочна површина помеѓу нив. Исто така, кај цилиндерот имаме и висина на цилиндерот од едниот круг до другиот круг или од едната основа до другата основа, која воедно представува и оска на цилиндерот и радиус на основата, кој представува всушност и радиус на самиот цилиндер. Еве неколку примери од цилиндрични форми кои ги среќаваме во секојдневниот живот. Сигурно има уште многу вакви примери на цилиндрични форми, односно цилиндрични форми среќаваме секаде околу нас. Да ја разгледаме мрежата на цилиндерот, односно од што е составена мрежата на цилиндер. Рековме дека цилиндерот е составен од две основи кои имаат форма на два складни круга. Значи имаме два складни круга и една бочна површина која ако ја отвориме, ако ја развлечиме, ќе видиме дека има форма на правоаголник. Значи, мрежата на цилиндерот се состои од два складни круга и еден правоаголник. Како сега ќе искористиме мрежата на цилиндерот за да ја пресметаме неговата плоштина? Плоштината на цилиндерот ќе ја најдиме така што ќе ги собериме плоштината на едната основа, плоштината на другата основа и плоштината на правоаголникот. Плоштината на основите ја обележуваме со буквата Б. Бидејќи основата има форма на круг, значи дека нејзината плоштина ќе ја пресметаме со формулата R на квадрат π. Од тука добиваме дека B е еднакво на R на квадрат π. Плоштината пак на бочната површина ќе ја пресметаме со следнава формула. Најпрво, да кажеме дека плоштината на бочната површина ја обележуваме со буквата М. Како и секој правоаголник, и овдека плоштината ќе ја најдеме така што ќе ги помножиме должината и ширината. Должината на овој правоаголник или на бочната страна на бочната површина на цилиндерот одговара на периметарот на кругот. Значи, должината ќе биде 2rπ, а ширината на правоаголникот одговара на висината на цилиндерот. Ќе множиме по Х. Затоа добиваме дека М е еднакво на 2rπ Х. Да повториме уште еднаш. Рековме дека плоштината на основата ја обележуваме со буквата Б и бидејќи основата е во форма на круг, имаме дека Б е еднакво на R на квадрат π. Плоштината пак на бочната површина ја обележуваме со буквата М големо и таа ќе биде еднаква на должината по ширината на правоаголникот, односно 2rπ по Х. Сега да ја пресметаме плоштината на целиот
цилиндер заедно. Плоштината на целиот цилиндер ќе ја најдеме ако ги собериме посебно плоштините на едната основа, на другата основа и на правоаголникот, односно бочната плоштина. Значи, P е еднакво на B плюс B, тоа дава 2 пати B, плюс M како плоштина на бочната површина. Кажавме претходно дека B е еднакво на 1 квадрат π, а M е еднакво на 2R π по H. Од тука, ако видиме што имаме заедничко во овие два собироци, тоа е 2, R и π. Нив ги влекуваме пред заграда, од првиот собирок ќе остане R, а од вториот собирок ќе остане H. И со тоа се добива формулата за плоштина на цилиндер. P е еднакво на 2R π во заграда R плюс H. Може да се користи и ова, таа е истата формула нормално, која му е позгодна на учениците, таа може да си ја користат или во зависност од задачите. Убаво е овие формули да се напишат сега на лист, за да може да се решат следните примери. Еве еден пример за плоштина на цилиндер. Пресметаја плоштината на цилиндер со диаметар 8 см и висина 12 см. Учениците пожелно е задачата да ја решат сами, а потоа да направат проверка. Се бараше плоштината на цилиндерот, даден е диаметарот и висината. Најпрвен треба да го најдеме радиусот. Знаеме дека радиусот е половина од диаметарот и затоа се добива дека R е еднакво на 4 см. Сега ја пишуваме формулата за плоштина на цилиндер. 2R на квадрат π плюс 2R πH. Во формулата за плоштина на цилиндер заменуваме. На местото на R пишуваме 4, а на местото на H пишуваме 12. Потоа ги извршуваме назначените множења и се добива собирокот 32π плюс 96π или крајно P плоштината е 128π сантиметри квадратни. Сега ќе разгледаме како се пресметува волумен на цилиндер. Како и кај секоја призма, волуменот се пресметува како производ на плоштината на основата и висината. Значи, V е еднакво на B по H, затоа што тука рековме дека со B ја означуваме плоштината на основата. B по H. B е еднакво на 1 квадрат π, па затоа формулата за волумен ќе гласи V е еднакво на R на квадрат π по H. Тоа е формула за волумен на цилиндер. И оваа формула пожелно учениците да си ја напишат на лист, за да може да ги решаваат следните примери. Пресметај го волуменот на цилиндер со радиус 5 см и висина 12 см. Ова е едноставна задача во која само треба да се замени во формулата. Учениците треба самостојно да ја решат, а потоа да ја проверат. R е 5 см, H е 12, се бара волуменот. Ја пишуваме формулата за волумен на цилиндер. V е еднакво на 1 квадрат π по H. И во таа формула заменуваме. На местото на R пишуваме 5. На местото на H пишуваме 12. Потоа множиме 5 на квадрат 25 по 12 π или крајно се добива дека волуменот е 300 π сантиметри кубни. Еве уште еден пример, каде што се бараат плоштината и волуменот на цилиндер со периметар на основата 12 π сантиметри и висина 1,6 дециметри. Тука треба учениците да обрнат внимание дека имаме различни единици мерки и даден ни е периметарот на основата, односно периметарот на кругот L. L е еднакво на 12 π сантиметри, висината 1,6 дециметри, ќе ја претвориме во сантиметри или 16 сантиметри, се бара плоштината и волумен. Ке пишуваме формулите за плоштина и волумен, во нив ни недостига радиусот. Како ќе го најдеме радиусот?
Радиусот ќе го најдеме со помош на периметерот на кругот. Ја пишуваме формулата за периметер на круг. L е еднакво на 2rπ. Во неја заменуваме. На местото на L пишуваме 12π, а остатокот го препишуваме. Еднакво на 2rπ. Од тука се добива дека 12 е еднакво на 2r или дека r е 6 см. Сега се враќаме во формулите за плоштина и волумен и заменуваме. На местото на r пишуваме 6, а на местото на h 16. Откако ќе ги извршиме назначените множења, се добива крајно дека плоштината е 264 π сантиметри квадратни. Исто това го правиме и во формулата за волумен на цилиндар, на местото на r 6, на местото на h 16, и откако ќе помножиме, ќе добиеме дека волуменот е 576 π сантиметри кубни. Да разгледаме уште еден пример. Учениците може да го пробат и овај пример, а потоа нормално да си направат провер. Плоштината на еден цилиндар е 210 π сантиметри квадрат. Радиусот на основата на цилиндарот е 7 см. Се бара висината на цилиндарот и волуменот на цилиндарот. Дадена беше плоштината и радиусот, да ја најдеме висината и волуменот. Нормално, за да го најдеме волуменот, прво треба да ја најдеме висината. Затоа во овој случај ќе искористиме формулата за плоштина. P еднакво на 2 r на квадрат p плюс 2rph. Сега на местото на p пишуваме 210 π. На местото на r пишуваме 7, а h останува непознато. Потоа ги извршуваме назначените множења. 7 на квадрат 49 по 2 98 π и 2 по 7 14 πh. Од овие два собироци излекуваме заеднички множител пред заграда, тоа е 14 π. Од првиот собирок ќе остане 7, а од вториот собирок ќе остане h во заградата. Па се добива една равенка во која непозната е 7 плюс h. Како ќе го најдеме 7 плюс h? Ќе го најдеме така што 210 ќе го поделиме со 14 и ќе добиеме дека 7 плюс h е 15 или висината е 8 см. Сега заменуваме во формулата за волумен на цилиндар. На местото на r пишуваме 7, на местото на h пишуваме 8 и откако ќе помножиме, крајно се добива дека волуменот е 392 π сантиметри кубни. Еве уште неколку примери, неколку задачи за самостојна работа на учениците, кои мислам дека нема да имаат проблем да ги решат, а јас ви благодарам за вниманието.